Поздрав уште еднаш, ова е четврт видео и ако се сеќавате во последен видео ние направивме една варијабла која е од типот string и таа варијабла ја именувавме во поема и целиот текст ние го доделивме на таа варијабла со името поема. Сега, секогаш кога сакаме овој текст да ни испадне во message box, ние ја повикуваме таа варијабла преку додаденото име, значи името е поема, као што видите овде. Значи, кога ова постанува као некој представник кој те представува некаде и секогаш кога ќе го викнеме, тој автоматски ќе ни значи представи било што пише овде во овој текст. Значи било што пише во овој текст. Значи името, значи на варијабла постанува као некој представник. Ово не е символ за еднаквост, туку ово е символ за доделување. Значи, ние овој текст и ја доделуваме на ова варијабла што се вика поема. И секогаш кога ќе бараме ова варијабла, автоматски ќе ни испадне ова име. Сега, ние одиме со друг тип на варијабли. Ово, значи, знаеме што е. И ово знаеме што е. Сега, ако сакаме некој број да ставиме, ние прво треба да ја кажеме исто на меморијава, резервирај ми едно место и таа не прашуваш какво место сакаш, што ќе ставиш тука. Ние кажеме сакаме број. Тогаш пишете int. Значи, типот на таа меморија ќе биде int. И ова има исто име као стрингот. Значи, овде ќе пишеме број, например број. Ако се сеќате, значи името ќе представува било што е на десната страна. Овде ќе пишеме 1975. Само една мала разлика. Ако сакаме да направиме, да пишеме или да креираме една варијабла што може да меморизира броеви, тогаш броевите не треба да бидат во наводници. Само текстот мора да биде во наводници. Значи, бројот не. Сега, пошто името на int е број и тој е некаков представник на ова што пишува на десна страна, ние ќе го бараме само број. Автоматски само ова сакам да ви го кажам, пошто овде мора да биде string, а бројот не е string. Ние што треба да направиме? Само запомнете. Ово треба да се запомни неколку пати кога ќе го користите, ќе биде полесно за вас. Ставаме точка, to string. Значи, to string со загради. Значи, целиот овој код, овој мал код, треба да се запамти. Зошто? Зашто ова е број, а овде мораме да ставиме текст. И пошто место во овде не е за број, ние мораме тој број да го конвертираме. Значи, ние бројот го конвертираме во текст. Сега ќе видиме.
као што видите, 1975, ово ќе затвориме. Сега, што ако ние промениме овде, наместо број напишеме num као number. Видите овде, веднаш ни кажува, ова не постои. Значи, ние овде треба да го промениме, зашто веќе број не представува ништо, туку num ја представува ова, значи, овој дел или овој број што е на десната страна. Значи, сега број не постои, сега постои num. Значи, и во овој случај num треба да се конвертира во string, значи во текст, заради тоа да биде прикажан во нашиот во message box. Се гледаме следен видео, ќе наставиме уште нешто поинтересно.